Добар ден. Вие ја гледате емисијата Интервју. Гостин во оваа емисија е координаторот на Европскиот фронт, господинот Блерин Беџети. Добре дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов и вас и гледачите на Собранискиот канал. Господине Беџети, веднаш ќе почнам со прашањето. Околу половина година е веќе новиот пратенички состав. Мислам дека е тоа доволно време за да се направи некоја мини оценка. Како ја оценувате работата на Собранието во оваа половина година? Оценката на Собранието би се впуштил во два дела да го оценам, бидејќи работата на Собранието се имплицира од политичкиот моментум и од тие прилики така се концептира и работата на Собранието. Ние после изборите го имаме овој резултат што го имаме и за жал тука испадна да имаме етничка поларизаност, бидејќи победничката коалиција во Македонскиот блок одлучи да не почитува волја на гласачите од втората етничка заедница во државата, албанците и другите етнички заедници, не мнозински, и да направи влада со губитниците, односно парламентарно мнозинство, и од оваа рефлексија фактички на некој начин од моја гледна точка и гледна точка на пратеничката на Европскиот фронт во овие прилики функционира. Функционира со овие недоречности. Нормално е комуникација меѓу пратеничките групи, колегите. Се разбира и новиот деловник на Собранието, кој е донесен при завршување на претходниот мандат, кој и текако влијае во овој период 6 месечен. Меѓучовечките односи ги сметам за коректни. Се разбира, секоја пратеничка група се труди да импонира своји теми кои сметаат дека се во интерес на граѓаните. И нашата пратеничка група, и јас како координатор се трудиме да ги импонираме темите кои нашите гласачи, но не само нашите гласачи, кои се во општо добро на сите граѓани во државата и на државата. Второто прашање ми е работата на Собранието, тоа е вашата оценка, нели? Како ќе се потрудите да имаме некакво унапредување на оваа работа на Собранието со оглед на тоа дека е во делот на транспарентноста? Затоа што целта на секое собрание е да ја има таа парламентарна демократија и да има што поголема транспарентност. Како вие ќе придонесете за таа поголема транспарентност на собранието? Ние сметаме дека транспарентноста е една од клучните не само алатки, туку и столбови за поздрава демократија, и тука сме и секојаш ги поддржуваме овие иницијативи. Сметаме дека ако ги поврзуваме прашањата што ги поставивте, дека и улогата на Собранието треба да биде позначителна, посуштинска, дури и посуштинска, без разлика дека во самото Собрание има комисија од сите области кои се разгледуваат закони, се гласат и така натаму, но имајќи предвид дека ние сме парламентарна демократија, треба да зајакнат капацитетите од сите сфери, треба да продолжат да зајакнат капацитетите од сите сфери, сегменти на делување на Собранието, и се разбира транспарентноста треба да биде една од клучните алатки не само во Собранието, него и во сите институции и во нашето општество за побрз развој и напредок. Сега, зошто треба да зајакнат капацитетите на транспарентност и улогата на Собранието, кои ги сметам за доста битни сегменти, од причина што Собранието избира влада. Собранието избира многу други тела и затоа е потребно пратениците, самото Собрание, службите во Собранието и се што спаѓа под Собранието, треба да се подигнат капацитетите од сите сегменти за да може да ја одигра
таа улога која ја очекуваат и граѓаните и самиот парламентарен систем кој е во нашата држава и за кој е многу значаен. Бидејќи, ако се дозволи собранието да биде само орган кај што би се гласале одлуките на владата, тогаш ја губи смислата. За жал, во овој период тоа се случува, бидејќи не сум прв пат пратеник, а особено и партиите што го сочинуваат Европскиот фронт, Демократската унија за интеграција, Алијанса за албанците, турските партии и другите, имаат искуство во собранието. Гледаме дека во овој период, за жал, е сведено собранието да биде само сервис на политиките на министрите, односно и на владата како орган, имајќи предвид неколку иницијативи кои поминуваат слепо, без никакво надополнување или иницијативи од страна на пратениците, и што сметам дека од досегашниот период што толку колку што ми имал можност лично да ги следам, а и критиките од јавноста и од други органи, многу закони се предлагат во скратена постапка, кои мислам дека Продолжени како таа пракса. И видите, многу некоректно е да се каже дека продолжува како пракса ако било, а некој критикувал, а сега истото го прави, дури можеби и во поголем број на такви предлози, такви предлог решенија на закони во скратена постапка, тоа покажува дека не е добра намерата и се поставува прашањето зошто толку се брза во скратена постапка. Сепак се законски решенија и треба да ги поминат сите филтри, па една од нив, ако беше прашањето транспарентноста или темата, тогаш и во тие јавни дебати кои ги овозможуваат постапките, односно процедурите за да се доаѓа до едно законско решение, дури и самото законско решение би било многу поквалитетно и подобро прифатено од јавноста ако се одбегнат овие практики, но за жал во овој 6-месечен период сметаме дека многу чести се ваквите предлози кои не се во интерес на граѓаните и на самата улога во собранието. И мислам дека предлагачите треба да имат слух и да не се поигруваат со перцепцијата и јавното мнение и со граѓаните, бидејќи ќе повторам уште еднаш. Ако до пред 6 месеци одредени пратенички групи, тогашни, бидејќи сепак има еден континуитет, толку силно ги критикувале овој начин на делување во собранието кој го овозможува деловникот, а сега да се прави тоа е многу дволично и затоа се има дилеми зошто има потреба од такво брзање. Во неколку наврати нели ги спомнуваме јавноста и граѓаните. Работата на собранието е секогаш во фокусот на интересот на граѓаните. Во тој контекст ви прашала како опозицијска партија се очекува да бидете коректив на власта. Како ќе настапувате во собранието? Видете, има една разлика меѓу нашата пратеничка група и другите пратенички групи кои се во опозиција. Реалноста во Република Северна Македонија е поинаква. Со промените на Уставот во 2001, односно од рамковниот договор кој се веќе дел од Уставот на нашата држава, има една суштинска разлика од нашата пратеничка група во делување и другите пратенички. Да, вистина е, секаде во светот опозицијата треба да е коректив на владеачкото мнозинство, на парламентарното мнозинство. И тоа се случува од сите пратенички групи, но ние имаме дополнителна обврска, бидејќи не од страна на мандатарот, односно премиерот со безетнички легитимитет, не е почитувана волјата на гласачите и ако гледате во овој период, ние цело време
и овој многу значаен сегмент да не се губи смислата на демократијата кај албанците и другите етнички заедници, која овој пат го сметаме за таква намера и со други намери кои ние во секојдневните дебати ги артикулираме овие идеи во собранието и зошто е постапено вака, но истовремено се трудиме и за многу секојдневни теми кои преку тие законски решенија што ги напоменав дека се оди на брзина, ние се трудиме да бидеме коректив. Еве, например, во тек е комисиската расправа за буџет и до ден денес не е прифатен ниту еден амандман на опозицијските партии во собранието и тоа е еден недостиг на слух, бидејќи реално одредени пратеници или пратенички групи тие амандмани ги изоставиле во комуникација со градоначалници, со советите, со местното население и сето ова води кон овој 6-месечен период води кон една констатација дека парламентарното мнозинство заедно со владата сака на инает да води и внатрешна и надворешна политика и за жал собранието не смогнува сили и еден демократски капацитет во многу поотворена и поширока дебата да ги расправа овие теми кои се многу значени за сите граѓани, за сите етнички заедници, но и за државата. Парите се најбитни. Така, во собранието е сега актуелна амандманската расправа, што ја споменавте. Во предлог буџетот за 2025 година има ставка и за работата на собранието. Сега, дали со овие пари ќе можат да се покријат сите трошоци за собранието, дали се доволни овие ставки? Многу зависи и од претседателот на собранието, кој ја води оваа институција многу значена, да се бори да и сите пратеници, но ви реков дека за сега нема слух за амандмански интервенции од страна на опозиционите партии, кои, односно пратеничките групи кои не се дел од парламентарното мнозинство, лично и пратеничката група на Европскиот фронт е склона на тоа да подржи што повеќе иницијативи за собранието да има многу поголема улога во ова општество, во нашата држава. Се разбира, парите се доста битни, без пари ништо не се спроведува и тоа е еден доволен индикатор на оваа тема што збориме, кој е расположението на парламентарното мнозинство. Има и други институции, надворешни, внатрешни, кои се вклучени за заекнување на капацитетите, за кои сметам дека се многу позитивни, но пред се и над се треба и самата влада од парите на граѓаните, условно кажано, бидејќи тоа е вистината, да подели што повеќе средства од таму кај што се носат најбитните одлуки за граѓаните, а не да ги чуваат сите сите, условно кажано, приоритетите да ги остават во самите владини институции, него да ги пренасочат потребните средства, буџетски средства кон собранието и собранието да добива и зајакнување на улогата и капацитетите и транспарентноста. Факт е дека без средства, без пари, многу тешко може да се реализират овие предвидувања и кои би придонеле за една поздрава демократија и поздраво општество и по консолидирана држава. Во програмите на сите политички партии, овдека сте вие представници или како пратенички групи нормално, целта е влез во Европската унија, членството во Европската унија. Собранието игра значајна улога во тој дел, ако не и најзначајна улога. Каква е улогата на собранието во овој интегративен процес, да објасниме за гледачите? Улогата на собранието би требало да е многу поголема и јас се потрудив и во претходните одговори да дадам дека собранието во овој 6-месечен
период требаше да најде сили да се дебатира и за процеси, евроинтеграцијските процеси, и за внатрешните прашања кои се создадоа безпотребно. Не може првата етничка заедница да биде представена од тие што му дале легитимитет, а втората да се негира и така натаму. Ова враќа една мајоризација во општеството и се разбира прави доста сериозен дефокус во евроатлантскиот курс на државата. Без разлика дека ние сме веќе земја членка на НАТО, што е многу позитивно тоа. Но 6-месечен период кога цела Европска комисија, цела европска дипломатија збори за овој процес што вие го поставувате како прашање, самото собрание во ниту една прилика не најде за сходно да дебатираме, бидејќи сепак е нов парламентарен состав и лично сметам дека парламентарното мнозинство е заложник во досегашниот период од предизборниот наратив како за внатрешните теми, така и за надворешните теми и тоа влијае и во самата работа на собранието, што не е добро, бидејќи ако ги ставиш проблемите во под тепих и не ги отвараш во законодавниот дом, таму кај што е потребно, таму кај што ги гласале луѓето за да ги решат ови, без разлика што ние сме представници од политичките партии, сепак сме и како поединци, пратеници и треба да дебатираме. Факт е дека представуваме ставови од политичките партии, тоа е вистина, но имаме и собствени видувања кои се дел од нашите политички партии и сметам дека е голем минус до сега што не е дебатирано за европскиот курс, а цело време министрите ги слушаме и во секојдневието дека или премиерот и други пратенички групи остваруваат средби, ама сите од околу, а не во собранието. Ние треба да најдеме начин, не само да констатираме, како да се реши ова многу значајно прашање и другите кои ги напоменав дека се многу суштински за интеграцијскиот процес, но тоа убеден сум, имајќи предвид и моето искуство во различни позиции во државата што сум ги обавувал, дека тоа ќе влијае и за подобар живот, подобар стандард, подобра инфраструктура за сите граѓани и за раст на бруто домашниот производ во државата. Да, кога сме кај Европската унија од нас бара уставни измени. Знам дека е тоа политичко прашање, но еве од другата страна да земеме. Дали собранието е подготвено за нивно донесување? Сега зависи кој како сваќа. Тоа е веќе фактичка состојба, не е веќе политичко прашање. Ако ние се стремиме да бидеме дел од Европската унија, а Европската комисија има заклучоци кои се почнати како процес во самата Европска комисија, во собранието, во нашата држава, во претходниот мандат, кај нашиот сосед во Република Бугарија, и сега има една стагнација која да не очекуваме и да не гаеме илузии дека ќе се најде некое волшебно стапче. Тоа е почнат процес и не треба да се лажат граѓаните. Треба да се пристапи кон уставните измени, да бидам многу директен, треба да се пристапи кон уставните измени, за да продолжиме ние понатака. Затоа сметам дека до сега требаше да се дебатира во законодавниот дом, во собранието, и да се слушат аргументите, не барем ако не. Ако некој мисли дека со популизам ќе купува време, ние тоа се лажеме и сите ќе ја платиме цената од закаснувањето. Дали има чувствителни прашања? Да. Дали имало и во други договори, други одлуки во собранието претhodно? Да. Дали можно и во иднина да има други чувствителни одлуки? Да. Но затоа е собранието за да ги реши
и политичарите треба да размислат државнички, а не само популистички или дали губат некој рейтинг, односно некој глас повеќе или помалку. Пред се многу побитни се државните одлуки и интересите на граѓаните од рейтингот на една парламентарна група, политичка структура и така натаму. И за крај, дали сте оптимист дека наскоро ќе влеземе во Европската унија? Ние немаме алтернатива и затоа сум оптимист дека сака некој или не, ние ќе влеземе во Европска унија, бидејќи нема алтернатива. Што побрзо, толку подобро. Што побрзо, толку подобро, бидејќи ако немаме алтернатива и треба, ако некој, односно ВМРО ДПМН мисли, да бидам подиректен, дека може да најде некој друг начин, треба да си даде една рамка, еден период, колкав би бил, например, губитничката коалиција вреди даде 6-месечен период, дека ако за 6 месеци не се случуваат, ќе ја напуштаме владата и така натаму, а во самото ваше прашање, веќе сме во 6-тиот месец на функционирање на собранието и изборот на владата. И ВМРО ДПМН тука треба да каже за колкав период и граѓаните многу транспарентно и јасно да знаат колкав би бил тој период, за да се ако има некакво поинакво видување, за да можеме да ќе влеземе во Европска унија, ќе ги отвориме преговорите и ќе бидеме членка во Европска унија, бидејќи немаме алтернатива. А ако немаме алтернатива, тогаш и не треба да губиме време. Тоа е во прилог на граѓаните, на државата, на регионот и граѓаните го поддржуваат тој процес од сите етнички заедници за да бидеме дел од Европската унија. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас и за можноста да дебатираме на вакви теми во Собранискиот канал. Драги гледачи, ова беше интервјуто со координаторот на пратеничката група на Европскиот фронт Блерин Беџети.